Формирање на комисија за туризам, со која ќе се подобри економскиот развој, бидејќи туризмот е од витално значење за општината. Ова е барањето кое од советничката говорница го испрати советникот од независната листа поинаку, Габриела Илиевска, посочувајќи дека оваа привремена комисија, која би се формирала со време траење од 1 година, а во иднина ќе премине во постојана комисија која ќе работи на подобрување на можностите за туризам во општината. Како членови на комисијата би биле советници, како и надворешни членови, како представници на засегнатите граѓани. Со самото формирање на комисијата за туризам ќе се подобри економскиот како и целокупниот развој на општината, бидејќи туризмот е од витално значење за општина Битола и сметаме дека може да биде водечки столб во понатамошниот развој на општина Битола. Покрај привремена комисија за туризам, Илиевска побара формирање на комисија која ќе го испита работењето на општина Битола и градоначалникот во периодот од 2005 до 2017 година. Илиевска и во претходниот мандат доставуваше вакви барања, бидејќи како што вели, потребно е граѓаните да знаат како се работеше во последните 12 години. Ова го барам согласно статутот на општина Битола и согласно она што ние како советници смееме да го побараме. Со формирањето на една ваква комисија, чиј состав, надлежност, делокруг на работа и време траење ќе се определи со одлука на Советот за нејзино формирање, пред битолчани сите ние како советници ќе можеме со чиста совест и врз основа на пропис од Советот да излеземе и да ги информираме во каква состојба се наоѓа општина Битола во моментот. На барањето на Илиевска реагираа од опозицијата, истакнувајќи дека Советот како тело кое има други ингеренции не смее да прерасне во суд. Според советниците од ВМРО, ДПМН и коалицијата, Советот треба да ги решава проблемите на граѓаните и да ги остави другите институции да си ја завршат својата работа. Јас исто така како правник, дипломиран правник и како адвокат со повеќе годишно искуство, можам да кажам дека многу ми се формално правно јасни ингеренциите на општината, на Советот на општина Битола и многу јасно се поставени останатите институции кои што во овој момент се во рацете на власта на СДСМ. Значи судовите, полицијата и сите други органи, и преку тие институции се докажува нечија индивидуална одговорност. Не сакам тука да бидам погрешно сватен, ние веруваме во индивидуалната одговорност на секаго, па и на поранешниот градоначалник Владимир Талевски. Но сепак има начин како тоа да се докаже во следниот период. Сепак, по предлозите на советникот Габриела Илиевска ќе се гласа на некоја од наредните седмици, бидејќи како што информираше претседателот на Советот Валентин Груевски, материјалите со предлозите најпрво треба да бидат доставени до надлежните советнички комисии, па потоа да бидат ставени на гласање на седница на Советот.